Добар ден, дневник на К3. Настаните од 9 и 10 мај за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на жителите на диво населје од Куманово. Старите домови и спомени во нив исчезнаа, но се градат нови куќи и нова иднина. Екипата на К3 беше на терен и еве каква е сликата една година подоцна. Уморно попладне во диво населје, спарно и тешко, но ништо пострашно од тоа утро на 9 мај кога прелетуваа хеликоптери и се слушаа татнежи од оружје, детонации, сега веќе врежани во сеќавањата на жителите од Јоско Илиевски, Рушит, Шакир. Двете тесни улици каде припадниците на МВР водеа 28-часовна борба со терористичка група. Куќите изрешетани со куршуми веќе не се видливи. На нивно место има ново изградени. Секој од жителите доби обештетување од владата. Задоволни, но велат и старите им биле добри. Жителите на диво населје тврдат дека не знаат кои биле мотивите за настаните од 9 и 10 мај, но децидни се, нему наштетија на соживотот во населбата и во градот кој со децении беше пример за меѓуетнички соживот и толеранција. Еден од нив е и татко на обвинет од Кумановската група. Ја 49 роден. Ево ово македонци бија. И свадбу, и кад сме умро, на војско кад сме ишо, све заедно. Ево ово пеца, у Чикраде, овде, знаеш Чик овде, да. Донесио нама да шијемо ципеле со спар. Со овие, тој не се мешам, то немамо везо, ја не гледам ја што е македонци. Јас сум комшија, ми сме братство единство овде. Меѓу луѓе добро. Без обзира дали е македонец, дали е србијанец, дали е албанец, дали е друг нација. Ми добро живееме нима. Немаме никакво проблема. Ништо не навестувало дека тоа утро Кумановско диво населје наредните 2 дена ќе биде во центарот на вниманието на медиумите од Македонија и странство. Жителите се сеќаваат дека се било вообичаено мирно и дека одеднаш се слушнале пукотници. Дел сонливи, дел расонети, сите се обиделе да се сокријат, не знаејќи од која страна летаат куршуми. Останува тоа спомен ќе остане за секогаш. Мислам дека со очи некој кој што гледа може да го предпостави и да го види, ама овие што сме ние по хендикипирани лица, тоа останува во мозок како да е меморирано. Фала од Бога што е остало жив. И спусти се надоле на тој ситуација најлошо. Излачи према брата таму има зов, брата има и отиши таму подрум. 14 сата се били унутра. Така, фала што остали со живи. Токму овие жители на 10 мај ги евакуираше македонската полиција на безбедно. Јас сум изаѓал тој. Од полиција сум предал и ми носио устаници. Ние ми дира ништо. Нада. Ми фатија, ми озеја со компањола, ми носио станицу и таму прегледа и готово, друго ништо, не ми дира, не ми тепа, ништо, не. Брат ми искочи, викна дека сме инвалиди цивили и благодарение на некои полицајци има милост и ни рекоа не се плашете, ќе ве извлечеме надвор ние. Жителите на диво населје сега веќе имаат речиси изградени куќи, чекаат налето сите да се приберат. Дел од нив се уште се сместени под кирија. Година дена подоцна велат имаат секојдневни проблеми и потреби. Куќите и спомените кои ги имале во нив исчезнале на 9 и 10 мај, ама со новите додаваат ке се гради нова иднина. Сега се порелаксирани, чекаат да им се решат комунални проблеми. Сепак онаа што не може а да не се забележи се куќите изрешетани со куршуми, лоцирани на почетокот на улицата, чии што сопственици се меѓу обвинетите во судскиот процес диво населје. Општинската организација на огромна пресконференција која одржа во пресрет на 9 мај, ден на борба против фашизмот, ден на Европа, но и ден кога се навршува една година од терористичкиот напад во Куманово. Гром преку советникот во општината ќе достави предлог во градот да биде изградено спомен одбележје во чест на 8 херои, символ на слобода, мирно и гордост и одлучност во битката да се сочува Република Македонија. Во пресрет на 9 мај, денот на Европа и денот на борба против фашизмот, општинската организација на Гром соопшти дека ќе поднесе иницијатива за поставување на спомен одбележје во чест на загинатите херои од настаните од 9 и 10 мај од Куманово. Иницијативата ќе ја поднесе советникот од оваа партија во локалниот совет.
Потенцирајќи дека 9 мај е ден кога се навршува една година од терористичкиот напад на градот и херојското загинување на нашите 8 бранители кои ги дадоа своите животи за нас, за нашиот град и држава и за успехот за она што се нарекува војна со тероризмот, повторно ја ставија Македонија на вистинската страна, на страна на напредниот свет, на слободата, правдата и достоинството на сите. Ние, како општинска организација на Гром Куманово, нашата почит кон 8 херои сакаме да искажеме со предлогот за изградба на спомен обележје на територијата на нашиот град. Овој предлог ќе биде доставен од советникот на Гром во Советот на општина Куманово, до Советот на општина Куманово како единствен надлежен орган да донесе одлука по овој предлог. Ова спомен обележје ќе символизира желбата на сите нас за мир, слобода и соживот на сите граѓани кои живеат во Република Македонија. Ќе допринесе да им се поклониме на 8 херои и да искажеме сочувство и почит кон нивните семејства. Нова спомен обележје ќе представува и символ на гордоста и одлучноста во битката за нашата земја и држава. Од Гром нагласија дека ова спомен одбележа ќе ги потсетува идните поколенија на храброста на нашиот народ, но и ќе порача дека на иста пречка ќе најде секој кој ќе се осмели да ја загрози безбедноста, територијата, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Тие потсетија дека 9 мај има и пошироко регионално и глобално значење, како ден на Европа, но и како ден на борба против фашизмот. Бранителите кои животите ги изгубија во конфликтот од 2001 година, бранејќи си ја својата татковина и својот народ, заслужуваат да добијат спомен обележје, нагласуваат од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани. Бранителите кои животите ги изгубија во конфликтот од 2001 година, бранејќи својата татковина и својот народ, заслужуваат да добијат спомен обележје, нагласуваат од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, додавајќи дека Куманово е единствениот град во Република Македонија каде нема споменик за овие бранители. Овие деца 2001 ги дадоа своите животи за одбрана на Република Македонија. Надлежните веќе знаат и имам информации дека преземат мерки дека во идниот период градоначалникот и Совет на општина Куманово ќе изградат еден достоен споменик на паднатите деца од 2001 година. Од Сдруженијето по повод 7 мај, денот на македонската полиција на градскиот плоштад во Куманово, поставија пано со фотографии од бранителите, им одадоа почит и им положија свежо цвеќе. Тие на овој начин уште еднаш упатуваат апел до сите надлежни лица да не се дозволи овие луѓе да бидат заборавени, туку на достоен и пригоден начин да се сеќаваме на нив и на нивните дела. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска изврши увид на градежните активности за изградба на водоснабдителниот систем за наводнување на земјоделско земјиште од браната на река Отошница во општина Ранковце. Вредноста на инвестицијата е околу 100.000 евра средства од програмата за рурален развој. Системот за водоснабдување ќе биде завршен до крајот на јуни. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски изврши увид на терен на градичните активности во село Отошница, каде се гради нов водоснабдителен систем за наводнување на земјоделски површини од браната на реката Отошница. Системот треба да биде готов до крајот на јуни, а средства за истиот во висина од 100.000 евра се обезбедени преку програмата за рурален развој. И овој систем првенствено ќе биде наменет за граѓаните, за жителите, за земјоделците од атарот на општина Ранковце, од атарот на селата Ранковце, на селата Ветунице, на селото Отошница и ќе можат да го искористат овој систем за наводнување по завршувањето, каде што е предвидено да заврши некаде за 30 дена од сега, бидејќи, како што гледам, започнати се работите и добро се одвиваат, бидејќи треба да се инсталира цевковод во должина од 4,5 километри. 3,5 километри треба да биде со ФИ 160 големината, а останатите 1 километар должина треба да бидат инсталирани со големина од 110 ФИ. Во таа насока сакам да кажам дека од програмата за рурален развој одвоени се средства во износ од околу 100.000 евра.
Со оваа примерна мрежа се очекува да се обезбеди водоснабдување на околу 250 хектари земјоделско земјиште, додека во втората фаза со секундарната мрежа за дополнителни 300 до 350 хектари. Капацитетот на овој цевковод е за површина за наводнување на површини од околу 250 хектари во аторот на споменатите села. Меѓутоа и е добра основа за изградба на втората фаза, онаа секундарна мрежа која што ќе опфати уште некаде околу 300 до 350 хектари и вкупно за окружување на некаде околу 600 хектари во атарот на селата од општина Ранковци. Граѓаните на околните села во општина Ранковце ќе може да потпишат договори со подружницата на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле, појасни директорот на подружницата Филип Филиповски. Па ова е континуитет на политиките на ВМРО ДПМН од 98 до 2000 година изградена ова акумулација. За жал немале слух претходните влади да изградат цевковод, согледувајќи потребите на граѓаните, направивме проект. Проектот беше поддржан од програмата за рурален развој, како и многу други проекти кои се во фаза на реализација во делот на дејствување на Кумановско-Липковско поле, подружницата и АД Водостопанство на Република Македонија. Директно за земјоделците од овој регион ќе значи реализирање на нивните потреби, односно добивање на услови за аплицирање од проектот капка по капка. Укажувам дека истите треба да пристапат до Водостопанство Кумановско-Липковско поле, да потпишеме договор. Македонската влада за 10-годишната програма за инвестиции во водостопанската инфраструктура обезбеди 200 милиони евра со цел развој и поголема конкурентност на македонскиот аграр во руралните области, но и можност за искористување на поволностите од проектот за набавка и инсталирање на системите капка по капка. Предвидена е и обнова на 2 руинирани водоснабдителни системи во Кумановско, во селата Клечовце до Везенци и Јачовце и систем за наводнување со изградба на посебен водозафат во село Пчиња. Се моли шарената револуција да не го фарба народот. Нема дневници за протест. Протестирам на СДСМ има 5 милиони причини за протестирање, колку што и буџетот на Сорос изразен во евра. Ова се само дел од транспарентите кои што се реакција на протестите на така наречената шарена револуција. За експертите е параван за дестабилизација на македонската држава и доаѓање на власт без избори. Се моли шарената револуција да не го фарба народот. Нема дневници за протест. Протестирам на СДСМ има 5 милиони 332.759 причини за протестирање, колку што и буџетот на Сорос изразен во евра. Ова се само дел од транспарентите кои деновиве може да се забележат на протестите на така наречената шарена револуција, за која во јавноста нема дилеми дека е правена за дестабилизација на македонската држава и доаѓање на власт без избори. Шарената револуција, како што тие самите ја нарекуваат, практично е превоз зад кој се крие желбата за доаѓање на власт на СДСМ без избори и без волјата на народот. Во јавноста веќе на широко се коментира дека така наречената шарена револуција е скапо платена кампања преку која се перат пари, но и се сака да се загрози стабилноста на државата. Во изминатиот период медиумите пишуваат дека СДСМ плаќа чета професионални демонстранти. Сведочењата велат дека професионалните демонстранти протестираат за дневница и до 50 евра. Ова е добро позната методологија на СДСМ во ученичките обиди да ја добијат масовната поддршка на своите настани во недостиг на поддршка од народот, кој ќе заслужува за својата програма, идеи и доверба која би била заслужена. Неколку стотини демонстранти во четвртокот и петокот излегоа на протест на улиците на Крива Паланка како дел од шарената револуција. Се огласи и првиот човек на општината Арсенчо Алексовски, кој што вели дека протестираме параван за дестабилизација на македонската држава и доаѓање на власт без избори. Почитувани представници на медиумите, дами и господа, ја свикав денешната пресконференција потикнат од дивењето на одредени членови на СДСМ во Крива Паланка, при што беше извикувано и моето име и беа убетувани разни навреди кон мене. Ова може би ќе го премолчев и немаше да им замерам на недостојните, ако тие зборови не ги извикуваа луѓе, кои со своето минато и неморал немаат ниту образ, ниту доблес за такви зборови да упатат кон мене. Покрај нивци и други луѓе, меѓу кои има и поранешни,
просветни работници, па се прашувам и чудам на нивната нискост и начин како ли воспитувале деца со таков недоличен вокабулар и нискост. Едни криминалци да ги наведуваат, да дивеат по улиците и навредуваат луѓе кои се многу далеку пред нив во секој поглед. На крајот, почитувани присутни, ќе кажа: почитувани политички противници, јас знам дека вас најмногу ве боли мојата способност и реализацијата на моите проекти, кои благодарение на мене и владата на Република Македонија го сменија ликот на нашиот град. Знам дека ве боли вистината дека способноста на сите вас е еднаква на нула и затоа навредувате и дивеете. Но едно да знаете, вашите навреди не допираат до мене, туку ве отсликуваат само вас и дел од вашите членови. Вашите навреди не значат ништо и нема да ме забрат во реализацијата и посветеноста на зацртаните проекти. А граѓаните се тие кои ќе проценат кој колку работел и направил за овој град. Според православната црква денес се празнува споменот на Свети Марко. Во Куманово е познат локалитетот Марков бунар, каде граѓаните го чествуваат споменот на светецот на изворот вода посветен на овој светец. 16 години поред кумановчани на 8 мај, денот кога се празнува споменот на Свети Марко, се собираат во местноста Марков бунар. Овде по видењето на Тројка Јаначкова бил ископан бунар и изградена чешма, а водата се верува дека е лековита. Се јави за Свети Марко, јас талкав 3 месеци. Ништо не е одеднаш. И прашував, што е тоа? Кој е Свети Марко? Дали постои нешто такво? Имам се записи. И вика, чедо, 5 метра да се копа. Ке го најдеш место. Јас се нацртав, затоа што секогаш кога нешто има, визија некоја, јас запишувам. И ми вели човекот со долга бела брада: сине, ти имаш добри информации, запиши ги, чедо. И ми вика вака: тоа е света вода, Свети Марко тука ќе излезе. И кога копаа бунар, од 3 места излезе вода. Од 3 места. Река граѓани, млади и повозрасни со славски колач, свеќе и верба, доаѓаат на ова место со молитви упатени кон светецот, кој велат бил нивни закрилник. Годинашни кумови беа представниците од Националната установа Центар за култура Куманово, кои минатата година изработија документарен филм за Марков бунар, кој подоцна беше наградуван на повеќе филмски фестивали. Тројка Јаначкова, според нејзиното кажување, пред неполни 2 децении имала сновидение дека треба да побара Божи храм посветен на Свети Јован Крстител, пошто започнале нејзините патешествија со служба кон Бога по манастирите. Тројче ми се јави еден ден, вика, не знам што да правам, вика, сањав една црква во која има школо. И се наоѓа, вика, на брдо и течат, вика, некои води. И така одеше во Штип, со детето, малечко, со автобус, пешки, манастирот Свет, како се викаше? Света Недела, да. Одеше во Штип, се малтретираше, многу животниот пат и беше многу трнев. Светиот апостол и евангелист Марко е еден од 4 евангелисти, автори на Новиот Завет од Светото писмо. Празнувањето на неговиот спомен во Марков бунар годинава за прв пат протече без благослов и присуство од свештените лица. Едина света вода која лечи тело и душу. Нема ништо поеко од света вода. И да е обична вода, и да владика не признава мене. Јас сум горда македонка за ова света вода. Свети Марко, нека тука биде со нас, нека не чува, нека не заштитува, нека дава љубов, нека дава слога, нека дава мир, нека дава спокојство. Денеска 8 мај се одбележува Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. По тој повод Црвениот крст на Македонија се вклучи во глобалната кампања што се одвива под мотото на секаде за секого.
По повод Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, 8 мај, Црвениот крст на Македонија се вклучи во глобалната кампања на Меѓународната федерација на Друштвото на Црвен крст и Црвената полумесечина, што се одвива под мотото на секаде за секого. На секаде во светот меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина е присутна за секого. Преку глобалната мрежа од речиси половина милион вработени лица и над 17 милиони волонтери, Црвениот крст и Црвената полумесечина действува како сила за позитивна промена за најранливите категории население во ситуации како одговор на потреба во случај на катастрофи и вооружени конфликти, обезбедување подршка во урбаните центри и тешко достапни подрачја, како и застапување во нивна корист во политичките кругови и владите. Водени од основните принципи ја мобилизираат моќта на хуманоста да спасуваат живот и да ги намалуваат страдањата, се вели во пораката од Црвениот крст. Како дел од активностите за одбележување на Светскиот ден, Црвениот крст на Република Македонија утре ќе отвори центар за логистика во Момин поток во Скопје. Целта на отварањето на центарот за логистика е зајакнување и унапредување на капацитетите за логистичка подршка на националното друштво, како и придонес кон функционално единство, унифициран дизајн, видливост и предпазливост во државата и пошироко, соопшти Црвениот крст на Република Македонија. За да се памти е насловен концертот кој ќе се одржи вечер на платото пред спортскиот центар Јане Сандански по повод денот на победата над фашизмот 9 мај. На концертот ќе настапат Ана Кондратенко, прва виолина на Македонската филхармонија, пеачката Викторија Лоба и трио джентълмени, како и руските културно-уметнички друштва од Република Македонија. Пред почетокот на концертот е најавено обраќање на рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак. На 9 мај се одбележува капитулација на нацистичка Германија во Втора светска војна, која во Русија се нарекува Голема татковинска војна. За денот на победата во Русија е распространето китење со црно-портокалова лента, која символизира чат и пламен, а изразува почит и благодарност за учесниците во војната. Во Сирија ослободени тројца шпански новинари. Околу 240.000 луѓе на улиците на Варшава протестираа за европска Полска. Во Косово за 4 години повеќе од 50 загинати на работно место. Севернокорејскиот лидер ке користи нуклеарно оружје за самоодбрана. Близу Москва убиени 5 на моторџии. Тројца шпански новинари кои пред 10 месеци беа грабнати во Сирија вчера се ослободени. Тоа се шпанските новинари Хосе Мануел Лопес, Анхел Састре и Антонио Памплиега, кои беа киднапирани во Алепо во северниот дел на Сирија пред приближно 10 месеци, соопшти портпаролката на шпанската влада. Владата подлече дека ослободувањето на новинарите станало можно со помош на пријателски и сојузнички земји. Според информации на шпанскиот весник El País, тие се наоѓаат во Турција и се очекува брзо да бидат вратени во Шпанија. Новинарите работеле за различни шпански медиуми, вклучувајќи ги дневните весници BBC и Расон, телевизијата Кватро и радиото Онда Серо. Над 200.000 луѓе протестираа во центарот на Варшава. Тие ја сметаат владата за антидемократска и штетна за позицијата на Полска во Европската унија. Маршот се одржа под мотото "Ние сме и ќе останеме во Европа", и тоа е еден ден по 12 годишнината од полското членство во Европската унија. Протестниот марш го организираа опозицијската граѓанска платформа и граѓанската група Комитет за одбрана на демократијата, познат како КОД. Судот во Сан Салвадор прифати да ја разгледа граѓанската тужба против поранешниот председател Маурисио Фунес, неговата сопруга и еден од синовите обвинети за незаконско богатење. През центарот на судот во главниот град Сан Салвадор соопшти дека неколку владени институции треба да дадат информации поврзани со сопственоста, финансиите и фирмите на семејството. Според обвинителството станува збор за околу $728.000 необјаснети трансакции и трошоци. Фунес беше председател на Салвадор во периодот од 2009 до 2014 година. Младиот севернокорејски челник Ким Џонг Ун изјави дека неговата земја нема да користи нуклеарно оружје доколку не е нападната, како и дека има волја да ги нормализира односите со државите кои биле непријателски расположени кон неа. Изолираната комунистичка Северна Кореја и претходно испраќаше слични пораки. Исто така често се закануваше со нуклеарни напади врз САД и Јужна Кореја, кршејќи ги резолуциите на Обединетите нации. Во саботата американската веб страница која ги следи активностите во оваа земја, според сателитските снимки кои ги објави, заклучи дека Северна Кореја најверојатно се
подготвува за уште едно нуклеарно тестирање. Активности на возила се забележани во командниот центар на подземниот полигон за нуклеарни тестирања Пангрири. Се наведува во извештајот на разузнавачкиот веб ресурс 38 Норд. Во околината на Москва се убиени 5 мина моторџи, а по неколку часа полицијата го привела напаѓачот кој ја признал вината. Нападот е извршен кај напуштена пиварница во Еворевскиот регион во околината на руската престолнина. Напаѓачот пукал врз 5 мината моторџи со карабина Сајга. Сведоци на убиството биле две жени кои биле со моторџиите. Постојат сомненија дека напаѓачот од минатото имал нерасчистени сметки со моторџиите и дека нападот бил добро планиран. Се смета дека 5 мината моторџи требало да учествуваат на собир недалеку од местото на злосторството, каде требало да земаат учество стотици моторџи. Кошаркарите на Куманово вечерва во спортската сала го пречекуваат тимот на Карпош Соколи во вториот меч од полуфиналната серија. Гостите од Скопје во Куманово ќе допатуваат со предност од 1-0. Надпреварот е во 19 часот. Куманово на вечерашниот меч ќе се обиде да го совлада Карпош Соколи и да израмни во серијата на 1-1. Пред полни трибини Куманово има квалитет и веруваат домаќините дека можат да посекуваната победа. Клучот на победата води пред се преку добрата одбрана, а доколку во тој сегмент Куманово успее да одигра добро, тогаш триумфот ќе биде блиску. Што се однесува до нападот, Куманово на претходните мечеви покажа дека има добра реализација, меѓутоа вечерва ќе треба да биде на потребното ниво. Секако главен адут се навивачите кои вечерва ќе дадат голема подршка на своите миленици, а тогаш патот до победата ќе биде полесен. Здравствениот билтен во тимот е добар, што значи дека сите кошаркари се подготвени за еден од најважните напревари во сезоната. Ракометарките на Куманово во разигрувањето од плејофот во домашното првенство доживеа пораз на гостувањето против Металург со 35-16. Според зборовите на челниците на клубот, причината е отсуството на стандардните Пеовска и Марковиќ. Следниот петок ракометарките на Куманово ги продолжуваат надпреварите, овој пат во завршница од купот, а ќе се сретнат со Вардар. Ракометарките на Вардар во полуфиналето од Лигата на шампиони се сретнаа со романскиот представник Букурешт, но шансите за пласман во големото финале ги загубија, откако беа поразени од истоимената екипа. Вардари во третиот обид на Final Four не успеа да стигне до финалето на Лигата на шампиони и до борбата за трофеот. Загуби со 27-21 од Букурешт. Голманката на Букурешт Јелена Грубишиќ мечот го заврши со 20 одбране, најдобриот стрелец на Вардар Андреја Пенезиќ имаше 5 погодоци. Вардарки го отворија надпреварот со голем број грешки кои противникот знаеше како да ги казни. Во 10-та минута Марија Фиске реализираше 2 погодока од левата крилна позиција за водство на Букурешт 4-1, што беше аларм за тандемот Кастратовиќ Девис да повика тајмаут. Лошата игра на Вардар продолжи, одличната Грубишиќ на голот на Букурешт ги фрлаше во очај Вардаровите ракометарки. Родригес го донесе неголемото водство за романките од 10-3 по 18 минути игра кој успеа да го одржа до 27-та минута. Кликовац и Алтхаус со 2 гола во последните 3 минути успеа да намалат 2 гола од највисокото водство на противникот за конечни 14-9 на полувреме. Конечниот резултат на мечот гласеше 27-21. Вардар сепак ќе се бори за третата позиција, а ќе игра против минатогодишниот европски шампион будуќност. Вчера во спортската сала во Куманово требаше да се одигра дербито на втората футсал лига помеѓу Биџо и Рудници Саса. Како и да е, дуелот не се одржа, бидејќи гостите не допатуваа. Љубителите на футсалот во Куманово не беа можност да го проследат на преварот, бидејќи гостите не допатуваа. Го запрашавме делегатот на мечот Владко Бојковски од Кратово да ни каже кои се причините за недоаѓањето на гостите од Македонска Каменица. 10 минути пред почетокот на надпреварот во телефонски разговор представникот на гостинската екипа не извести дека поради технички проблем на возилото допатувале до Кочани и биле принудени да се вратат назад во Македонска Каменица. Од тие причини нема да допатуваат на денешниот надпревар, со што Комисијата за мал фудбал дополнително ќе оцени дали надпреварот ќе се преигра или ќе биде регистриран со службен резултат. За секое решение постои и жалбена постапка, така да ниту едно решение не е конечно од самото негово
донесување. Доколку гостинската екипа представи докази дека навистина биле спречени да допатуваат на теренот, Комисијата за мал фудбал ќе одлучи дали истиот ќе се преигра или ќе го регистрира. До крајот на првенството во втората лига Биџо го очекува уште едно коло, а потоа ќе следи баражот за влез во првата лига. Потенцијални противници на кумановци во овој момент се 3 екипи, тоа Малаец од Штип, Црна река од Кавадрци и екипата на Велес. Кој ќе биде противникот, ќе се знае по 2 кола во прволигашкиот караван. Пинг-понгот е со богата и успешна традиција во Крива Паланка. Бројните клупски и одличните поединечни остварувања се дело на генерации локални спортисти. Во ова насока општината ги вгости најдобрите кадети и кадетки од Македонија за подготовките во пресрет на Балканскиот шампионат во Црна Гора. Крива Паланка може да се пофали со најуспешната пинг-понгарска школа во Македонија, иако младите спортисти ја бранат честа на различни клубови и настапуваат во други градови, се разбира и натаму освојувајќи наслови. Со тоа, општината ја заслужи честа да биде место каде што ќе се одржат подготовките на младинската репрезентација на Македонија за настап на Балканското првенство во Црна Гора. Во училишната арена на основното Јоаким Крчовски во зградата Партизан. Формата ја темпираат репрезентативните надежи под будното око на селекторот и тренерот на македонската репрезентација. Се одржавају припреме за предстоеće Балканско првенство koje će biti u Tivat u Crna Gora. Znači, Balkansko prvenstvo će početi od 11. do 15. maja. Ove mini pripreme, da nazovem tako, su pozvani svi reprezentativci, odnosno kadeti i juniori, muška i ženska ekipa. Ekipa će biti od 11 igrača sastavljena i ova 3-4 dana radit ćemo na finese, na podgotovke, su lakši treninzi, su mečevi i da idemo malo spremni na to Balkansko prvenstvo. Нашите представници доминираат во селекцијата и на свој домашен терен ги вгостија репрезентативните другари. На тренинг се дружевме со надежите и со поискусните, а поразговаравме со дел од најдобрите. Добро, прв пат да се во репрезентација? Да, прв пат. Кое место гостува на државно? Гостува в четвртото место. И зашто го место? Да. Вашите? Па и на мене ми е прв пат сега на Балканско првенство, а на државното освои второ место. Добро, кажете ни што правите, што работите на тренинзите? Па на тренинзите интензивни тренинзи имаме, играме форхен, бехен, загреваме се, потоа со тренерот работиме техники. Подготовките течат супер, задоволни сме и се надеваме дека ќе придонесат многу за успех на Балканското првенство. Навеќе ставаме акцент на технички, но исто така и физички за кондиција. Јас сум наверојатно пети пат на репрезентација учествувам, па очекувам некои добри резултати. Не знам, ќе видим. Да, ќе дадеме се од себе. Младите членови на репрезентацијата во Тиват ќе собираат искуство и ќе се обидат да ги стигнат височините како претходниците. Горди што се надпреваруваат во националните бои, им пожелуваме да се представат во најдобро светло и сите заедно да се радуваме на успеси. Во големото финале на тенискиот мастерс во Мадрид ќе се сретнат првиот и вториот рекет на светот Ѓоковиќ и Мареј, кои што во полуфиналето славеа победи над Нишикори и против Надал. Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ ќе игра во финалето на турнирот Мастерс серијата во Мадрид, откако во полуфиналето го победи јапонецот Кеј Нишикори со 6-3-7-6. Српскиот ас во пресметката со Нишикори стигна до својата 8-ма победа. Новак во 2014 година во полуфиналето на US Open доживеа тежок пораз од јапонецот, но тогаш успеа да го победи 7 пати едно по друго, при тоа да загуби само 2 сета. Во финалето Ѓоковиќ игра против Енди Маре, досега се сретнале 31 пат, а Ѓоковиќ води во меѓусебните дуели со 22-9. Инаку Маре во големото финале против Ѓоковиќ ќе ја брани титулата освоена минатата година. Наградниот фонд на мастерсот во Мадрид изнесува 5.300.000 евра. Со се однесува до женска конкуренција, победник стана романката Симона Халеп, која во финалето ја победи Доминика Цибилкова со 6-2 и 6-4. Во
Македонија претежно сончево со локална облачност. Попладне зголемување на облачноста и развојна нестабилност која ќе донесе услови за локални врнежи од дожд. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.